Моето патешествие низ Македонија ете ме донесе во југозападниот дел, во регионот Преспа, поточно речено во селото Брајчино. Дојдов во Брајчино поотблизу, како што се вели, да се запознам со неговото минато, сегашност и, ако може така да речам, неговата иднина. Наминав да прошетам низ неговото време и простор, наминав да го видам едно од многуте совршени нешта што го создал Господ во дел од ова парче земја и врз народот кој со векови живее на ова парче земја, која се вика Македонија, а себе си се нарекува македонски, да се воскитувам од убавината на собственото дело на Создателот, селото Брајчино. Моето патување низ Божиот и земен рај Брајчино, низ неговото време и простор, низ неговото минато, сегашност и иднина, низ овој Божи и земен рај кој го создал Господ, а во овој Божи и земен рај, барем за миг ќе можете да уживате вие, драги мои, низ оваа репортажа, не ќе може да ви ја доловам ако ова мое ново патешествие во овој крај не беше срдечно подржано од страна на единицата на локалната самоуправа општина Ресен, како и од Борче Лазаревски, член на тимот ренџери од Ресен, чиј тим е во состав на Паркот на природата Езерани од Ресен. Брајчино се наоѓа во крајниот југоисточен дел на територијата на општина Ресен, чиј атар се издигнува до југозападниот срд на планината Баба, каде што се допира со атарот на селото Мислица, како и со државната линија на јужниот сосед Грција. Селото Брајчино е планинско село вовлечено во долот на Брајчинската река и е расположено на надморска височина од 1000 метри. Се наоѓа на 6 километри од Преспанското езеро до Баба планина, а на 32 километри оддалеченост од градот Ресен. Низ селото тече бистрата и бујна Браќинска река, која изобилува со студена вода и воедно го дели селото на Горно Мало од нејзината лева страна и Долно Мало на нејзиниот десен брег. Брајчино е старо повеќе вековно село во кое живееле православни македонци. Во различна форма името Братучина, Братчина и Браќино се споменува во повеќе извори од различни историски периоди, најрано во турските дописни документи за Казата Горица, кои датираат од 1900 година и во делата на Васил Канчов од 1902 година. Додека пак Волгимжеј Пјанка во врска со името на ова село пишува дека е постојно име образувано од личното име Братица. Меѓутоа, жителите на селото пренесуваат предание и можни претпоставки дека името на селото потекнува уште од неговиот зачаток, кога го населиле луѓе блиски од браќа и братучери, по кои селото добило и име најпрво Братучина, а со текот на времето преиначено во Брајчино. Селото е Брајчино, многу убаво место. Има околу 70 куќи. Печалбарско местото е. Најмногу типично печалбарско е. Најмногу се наоѓаат во Мелбурн, во Австралија и во Торонто, во Канада. И како и во Америка помали групи, во скандинавските земји, во Шведска, во Норвешка. Далеко од Ресен е скоро 30 километри, така 29-30 километри. Соседни села ни се Љубојно тука, Долно Дупени, Наколец. Планината е, ја знаете, Баба планина со врвот Пелистер. Реката е Брајчинска река, која тече низ селото и се влева во Преспанско езеро. Сместено во Преспа, која е област со богата историска традиција, особено во средновековниот период, селото Брајчино е доста стара населба, зашто сведочат повеќе старини во селото и околината. Врз основа на средновековните пишени историски записи на византискиот историчар Јован Скилица, дека Давид, најсториот,
брат на цар Самуил, во 976 година бил убиен од страна на власи, непосредната близина во местноста Убави Дабови на патот од Преспа за Костур, современиот хроничар на Преспа, Кирил Јоновски во својата книга Преспа историска енигма, предпоставува дека тоа се случило во селото Брајчино во местноста Дабје. Ваквата своја предпоставка покрај сличноста на името на местностите Убави Дабови и Дабје, Јоновски ја подкрепува со фактите дека толкму од Брајчино води патот од Преспа за Битола и Костур, а се до скоро време власи имале свој бачила на овој пат кој води преку планината Баба. Брајчино е село од собран тип, со стари и нови куќи, сите на кат, градени од камен, а поновите со блок тула покриени со керамиди. Околу куќите постојат дворни места, а во некои постојат зеленчукови и овошни градини. Белите фасади на куќите селото го излекуваат од сивилото на природната околина. Според групираноста на куќите и родовите, селото се дели на 4 големи мала. Горна мала, која се наоѓа на источната страна од селото, долна мала, која се распостила на западната страна на селото, Чороловска мала на југозападната страна на селото и Каменче мала во јужниот дел на селото. Брајчино е сместено во долината на Браќинска река, која воодушевува со својот постојан водотек и кристално чистата вода. Реката го опфаќа атарот на селото и го дели на два живописни дела кои изобилуваат со богата флора и фауна. Позната е по ендемичниот вид на поточна пастамка, браќинската пастамка, која живее само во сладките води на оваа река. Селото изобилува со многобројни водни површини, помали реки, долови, поточиња, кои со нивниот пријатен звук и жуборење ја надополнуваат атмосферата, но и го создаваат карактеристичниот релјеф на Брајчино. Тој е представен со стрмни планински падини и со безброј долови кои формираат еден прекрасен шаренолик пејзаж. Брајчино е подпелистерско село и се наоѓа на 1000 метри надморска височина. Токму поради тоа представува вистинска воздушна бања, но и предизвик за љубителите на планинарењето, особено во текот на пролетниот и летниот период, кога деновите се долги и сончеви, а ноќите свежи. Околу селото идилично се издигнуваат повеќе планински врвови од над 2000 метри надморска височина, и тоа Цуце, Бојаджије врв, Грива, Ветерница, Бајрачето, називи кои ги добиле од страна на местното население. Околината на селото изобилува со бујна вегетација и разновидна шума која е погодна за долги прошетки по обележаните планинарски патеки. Во пониските делови најзастапена е дабовата шума, додека во повисоките делови до 2000 метри надморска височина се среќава букова и елова шума. Во највисоките предели пак се наоѓаат ливади и пространи тревни површини, измешани со нискостеблички растенија, од кои најкарактеристична е смреката. Атарот на селото изобилува со разни видови на печурки, но и лековити билки и чаеви кои служат за подготовка на традиционалните лекови, разновиден растителен свет, шуми, пасишта, но и шумски плодови, лековити билки и цветни растенија кои им се надофат на туристите. Шумите како еколошка чиста средина се богати и со на различни шумски плодови, дива јагода, малина, боровинка, шипинка, дренка, глоб и капина,
од кои местното население подготвува вкусни домашни сокови, мармалади и ликери. Имаме селски туризам, имаме убави забави правиме. Посетено ли од туристи? Посетено од туристи, често идат од Данска, од Шведска, од европските земји повеќе. Идат туристи со ноќевање, тука нудат. Овде како ќе дојдат туристите, со што вие да речеме вака ги почестувате? Има ли овде од гледам во дворовите секој си некои си произведуваат и патлиџанче, пиперче си има тука. Има тука луѓе што чекаат туристи и ги нудат. Што се може ова да несе некој сокој вештачки, природни сокови, сушено овошје, нешто се прави и се чекаат туристите. Организирано е со спиење, со јадење, со договор. Така, со нешто пониски цени за разлика од Охрид и од другите поубави ова туристички места. Исто така, особено интересно при посетата на Брајчино е и берењето на многобројните печурки, но и лековити билки и чаеви кои најкарактеристични се кантарион, мајчина душица, чемер, смрека, ајдичка трева, магарешки чај, лист од дива јагода, глок, лист од боровинки и познатиот планински чај кој се служи во локалните таверни во зимскиот период. Тука се наоѓаат и многобројните цветни растенија кои на пејзажот му даваат посебен колорит на најразлични бои. Шумата представува живеалиште на голем број животни, како што се кафејавата мечка, срните, дивите свињи, различните видови на грабливи птици, влекачи, пеперутки и уште многу други. Атарот на Брајчино изобилува со извори и брзи, бистри водотеци, леви и десни притоки на Браќинска или Стара река, како што ја викаат мештаните, на која некогаш работеле 12 воденици и 4 валавници. Целокупната топонимија во атарот на селото има словенско потекло. Попознати топоними се Арангела, Бубош, Бела Плевна, Буче, Брезница, Балцеја стена, Браќински рид, Багра, Гарван, Калојсана, Камеј и други викани места. Особено карактеристични за овие предели се и камењарите кои природата ги направила од искршени камени блокови кои на моменти наликуваат на река од камења. Најкарактеристичниот представник на животинскиот свет во селото Брајчино е ендемичниот вид на поточна пастрмка која живее во Браќинска река. Нејзиниот латиничен назив е Саламо перистеркус, со значење пастрмка која живее во реките на планината Перистер. Оваа пастрмка има карактеристични портокалови темно-црвени данки до стомакот и по површината на страничните перки. Овој вид представува еден од најстарите видови на пастрмка која што може да се најде во реките од средноземноморското сливно подрачје. Затоа може да се каже дека таа представува мајка на сите други пастрмки во овој регион. Значи, со обстанокот на пастрмката се докажува дека водата во Браќинска река е чиста и здрава. Во планината на целото може да се најдат скоро сите видови на цицачи кои живеат на Балканскиот полуостров и во Европа. Според составот на селскиот атар, Брајчино има мешовита земјоделска функција. Главни и наразвиени стопански гранки на жителите и во рамки на селото се земјоделството, шумарството, сточарството и особено во последно време туризмот. Спомна дека многумина се отидени во странство, во кои држави се? Најпреке во Америка и Австралија. А има и Канада, има и Шведска, има и Германија, али најповеќе во Америка и Канада и Австралија. Колку отприлike вака да речеме семејство на заминато? Може има преку 200-250 семејства. Ти си еден од многуте печалбари кои Да. Па јас бев скоро 43 години во Австралија. Каде беше, во кој град? Во Мелбурн, Австралија. И сега си дојдов вака. Ја реновирам куќава. Сакам тука
После турците кога избегаја од тука, нашите луѓе одели уште тоа време, кога не знаеле ни карти, ни радија, ни телевизии, ни телефони. Овие луѓе од секогаш биле така склонати да печелат. Оделе во Власко, во Албанија, секаде по другите земји. Само да спечеле нешто повеќе и се враќале назад. Ево, например, да речеме, мојот дедо замина 38 година во Австралија и патувале по 6 месеци со мали бродчина. И се замисли ти 36-37 година, кога луѓето не знае името да се го напишат, во тоа време имале смелост да тргнат од ово село и да патуваат толку илјади километра да дојдат во Австралија, да печелат. И по 2-3 години се вратат назад, направат убави куќи, како што гледате, и се тоа. Во Мелбурн има 30.000 македонци. Само во Мелбурн. Па тоа е, вистина, да не збораме за Сиднеј, Перт, Адела и тамо другите големи градови. 30.000 македонци да дојдат тука во Македонија, сите да донесат само по $100, 30.000 долари. А сите имаат тамо милиони. И тоа е една голема добра сума за нашата земја. Па да ти кажам, овде е убаво. Овде, знаеш, твој народ е, твое се е мило. Овде тука си израстел, тука си се родил. Посака да си ги смири умот и душата некаде понастрана од градската врева во некое убаво селце, а при тоа и да биде угостен со сите нишани. Невозможно е, а да не се помисли на Брајчино. Преспанскиот крај, како од секогаш да бил предодреден за уживање и затворање на сите сетила. Токму онака како што и сами се кажуваат аморските жители, кога Бог дарувал убавини, овде е нештедел. Само 2-3 километри оддалечени од Преспанското езеро, ова село со својата архитектура, како и со нескротливата природа, се иде. Можам да кажам дека од она што го видов попатно доаѓајќи во населеното место Брајчино и во другите населени места овде, дека наистина човек мора да се воодушеви од овие природни убавини овде кои што владеат, затоа што овие населени места, па има населеното место Брајчино, се, така да кажам, во подножјето и во планинските пазови на овие горостаси, на овие планини овде кои не обкружуваат. Ова што го видов, да ви кажам искрено, на некој начин кај мене побуди некои други размислувања за кои што сум размислил многу пати, дека луѓето се заситени од класичниот вид на туризам одамна и дека се повеќе размислуваат за нови начини и методи на рекреација и за искористување на годишниот одмор. А тоа всушност представува зачеток на така наречениот алтернативен туризам. Формите кои што ги нуди алтернативниот туризам се суштински спротивни од оние што ги нуди масовниот туризам. Значи, кај луѓето се јавуваат желби, се јавува мотив за туристичко патување. А годишниот одмор е тој кој што ги тера луѓето да размислуваат за такви туристички патувања. И откако луѓето ќе ги задоволат своите примарни, своите основни, велиме, своите елементарни потреби, тогаш размислуваат и за нивните секундарни потреби, односно за ефективно искористување на својот годишен одмор. Во тој контекст, кај луѓето се јавуваат неколку мотиви за искористување на годишниот одмор. Пред се, прво се тоа физичките мотиви. А физичките мотиви за такви туристички патувања се затоа што луѓето си ја подобруваат на некој начин својата физичка, меѓутоа и својата ментална, својата интелектуална кондиција. Понатаму се јавуваат културни мотиви, а тие културни мотиви се да се запознаат нови култури, традиции и навики на луѓето во овие дестинации каде што ќе ги посетат тие туристи. Потоа постојат и интерперсонални мотиви, а тие интерперсонални мотиви се да запознаат нови луѓе, едноставно да го прошират својот круг на познавање, понатаму да запознаат нови краишта, нови природни убавини кои што ги подарила природата. Луѓето кои што живеат во комерцијални дестинации, онаму каде што има сообраќаен метеж, каде што има врева, обично за искористување на својот годишен одмор одбираат планина, бајња или село. Така и овие подпланински места си добиваат своји туристи. Интересно е да се каже дека анализите покажуваат дека има расположение и желба за зголемување на степенот на овој алтернативен туризам
Меѓутоа, некако луѓето тешко се одлучуваат да инвестираат, а инвестициите им изгледаат некако поголеми во врска со сместувачките капацитети. Од друга страна, анализите на туристичките работници покажуваат дека современите гости покрај планината и сонцето сакаат, односно копнеат и по некој динамички туризам. Одамна, да кажам така, се поминати времењата на класично хотелско обсестување на плажа. Луѓето сакаат да шетаат по националните паркови, сакаат да се вратат на традицијата, односно сакаат да си го повратат сето она што им го одзеде големиот наплив на цивилизацијата. Тие сакаат да се вратат на старата традиција, на старата и добра кујна, сакаат природни убавини, сакаат да пешачат, сакаат да пробаат од традиционалната храна, сакаат месо од каче, сакаат сирење, природна сланина и така натаму. Меѓутоа, во тој правец, во тој контекст, сите ние треба да дадеме свој придонес, односно, ние треба да вршиме промоција на традиционалната архитектура, на начинот на домување, на културата, на ракотворбите, на обичаите, на фолклорот. Од друга страна, треба да вршиме промоција и изложби на етностилот, на јазикот, на музиката, на националната култура на македонските села. Треба да вршиме и промоција на ловиштата и се она што на некој начин би го привлекло вниманието на овие алтернативни туристи кои реков веќе дека се заситени од традиционалниот начин на искористување на годишните одмори. Живко Стојановски, кој живее во Брајчино, е вистински домаќин во секоја смисла на зборот. Уште кога ќе влезете во неговиот двор, ќе бидете воодушевени од гледката што ќе ја видите, од свеќината, од рачно правените дрвени маси и столчиња, од носиите кои што ги има, со еден збор, се во духот на традицијата. Неговиот дом е еден од многуте места во околината каде што можете домаќински да се нагостите. Голем дел од производите се 100% природни, од и тој самиот си произведува мед, компири, домати и друго. Ако сте мераклија и на македонската староградска песна, сте го погодиле местото. Живко исто така е виртуоз на виолината, свирејќи ги староградските преспански песни. Кога тргна
За да го доживеете ова, дојдете во Преспа, дојдете во Брајчино, започнете и вие ваша приказна, а јас, драги мои, останувам и натаму во Преспа, а дел од приказните од регионот Преспа, заедно со моите домајќини, единицата на локалната самоуправа, општина Ресен од Ресен и ренџерите од Ресен, ќе ви доловиме во наредните документарни патеписни емисии што ќе следуваат.